Средби со пензионерите имаа денеска кандидатите за носители на општинските функции од ВМРО ДПМН во Тетово. Старосните пензионери, воените и трудовите инвалиди им ги посочија своите проблеми и видувања за идниот состав на локалната власт и приоритетите кои треба да им ги дадат кандидатот за градоначалник и советниците. Ние сакаме да ги сослушаме нивните проблеми, да увидиме каде можеме ние утре кога јас како иден градоначалник како ќе можам да излезам во пресред на нивните барања и да им помогнеме да ги остварат нивните права, се со цел да имаат поквалитетен и подостоинствен живот во нашиот град. Исто така ги објаснивме и владините програми и владините напори кои што се прават во овој сегмент за да може да се помогне на сите овие категории на граѓани. Им напоменавме за зголемувањето на пензиите на воените инвалиди за законот кој што е во процедура за бранители, исто така и со трудовите инвалиди му кажавме на сите поволности кои што се донесени во собранието во Република Македонија откако ВМРО ДПМН на власт. Најголем интерес не идовме на тие бесплатни банјски лекувања кои што владата ги одобрува и во време на криза значи се наоѓа средства за да ги испрати овие категории на граѓани. Исто така со пензионерите кога разговаравме пензионерскиот дом ни укажаа на тоа дека треба да се обноват постојните објекти и му кажавме дека дел од нашата програма е обезбедување на 24 часовна медицинска заштита и обновување на просториите каде што тие во моментов престојуваат. Пензионерските здруженија очекуваат редовно усогласување на висината на пензиите, како и подобри здравствени и социјални услуги.